Саботно издание на регионалните вести. Голем дел од сообраќајната инфраструктура во Тетово, која е започната да се гради, не е завршена. Експертите советуваат што поскоро да се завршат проектите, кои би го ублажиле сообраќајниот хаос. Започнатите реконструкции на улиците не се реализираат целосно, ниту еден од трите главни булевари во градот не е до крај пробиен. Во ваква состојба се сообраќајниците во Тетово. Свеж пример е улицата покрај основното училиште Гоце Делчев, чија реконструкција започна пред неполна година, но работите целосно запреа. Овој коловоз преполн со дупки се уште чека асфалтирање. Ова не е хумано првин. Што да кажем, имам првин такси компанија, секое возило е секој ден се појќе и појќе се уништува со возење овдека по овие улици. Проблеми првин школа имате овдека. Секој ден деца проаѓаат. Не може ни да поминат, нарочито кога има дожд. Не се поминува по оваа улица. Кога ќе биде готова, ни сами не знаеме ни. Има и обиди за отворање на нови улици, но нивните проекти на терен се уште не се завршени. Ова улица позади клиничкиот центар во Тетово требаше да се спои со булеварот Благоја Тоска, но истата докрај не се изгради и сега таа служи како пешачка зона. Поради непробиените булевари, целиот сообраќај се пренасочува во тесните улици, каде се создава голем сообраќајен хаос. Булеварот Благоја Тоска е изграден само до мостот на река Пена. За останатата делница од оваа сообраќајница се чека 2 децении. Сообраќајните експерти велат дека треба што поскоро да се завршат сите започнати реконструкции и проекти на улиците. Но за облажување на сообраќајниот хаос, неопходно е транзитниот сообраќај кој поминува низ центарот на градот да се пренасочи надвор од Тетово. Од општина Тетово неколку дена избегнуваат да дадат одговор во врска со започнатите недовршени проекти во сообраќајната инфраструктура. Но градоначалничката Теута Арифи на своето последно обраќање изјави дека за време на незиниот мандат голем број улици започнале да се реконструираат и градат, но како што кажа, не било реално да се очекува дека за кратко време сите проекти целосно ќе се реализираат. 7 средношколци учествувале во групна тепачка која завршила со употреба на нож и ранети вчера во кругот на гимназијата 7 март во Тетово. 19-годишник се здоби со убодна рана во пределот на грбот во крвавата тепачка која се случи вчера во гимназијата 7 март во Тетово. Раната му е нанесена од остар предмет, најверојатно нож. Лицето е префрлено во Тетовската болница и е задржано за натамошно лекување. Во тепачката во која учествувале 7 лица повреден е и негов врсник, кој здобил сериозни повреди на раката. Останатите 5 лица на возраст од 18 години кои задобиле полесни повреди се во добра здравствена состојба. Учесниците во инцидентот најпрвен започнале вербално да се расправаат, а потоа размениле неколку удари со клоци, тупаници и остри предмети. Помладите учесници во тепачката во присуство на родител се повикани на разговор во тетовската полиција, а разговарано и со потешко повредените лица. Во зависност од видот на повредите, од СВР Тетово најавуваат соодветна пријава за учесниците во тепачката. Тетовци викендот го искористија навреме да купат подарок со кој ќе го честитаат празникот 8 март. Свеќарниците, маркетите и трговските центри со специјални понуди.
Во пресрет на Меѓународниот ден на жената 8 март, цвеќарниците, маркетите и трговските центри со специјални понуди. Викендот дел од тетовци го искористија навреме да купат подарок, со кој ќе го честитаат празникот на своите најблиски припаднички на понежниот пол. Цвеќето е нивниот најчест избор, бидејќи повеќето жени го сакаат. Изборот на цвеќе во цвеќарницата Кис во супермаркетот Веро е различен, од свежо како карамфили, рози, кринови, орхидеи до саксиско цвеќе. Освен цвеќе за денот на жената се подарува накит, облека, украси и козметика, зависно од вкусот на тој што подарува. Практикувате да подарувате за 8 март? Да. Што подарувате на 8 март? Па највише букет, мирис, нешто. Такви работи. Кога купувате подароците кои што треба да подарувате? Па сега, еве, денеска. Мене ми подарува, Светина вика ти си постара. Че ти, ние смо должни тебе да ти подаримо. А ја не. Кои се најчестите подароци кои ги О, свекакви подароци, големи подароци ми дава. А јас сам раклија за цвеќе. И цвеќе ќе ми купа или нешто за носене, мислим, за облакане. Кога подарувате, што најчесто подарувате? Цвеќе. Да, практикуваме нормално. За мојата мајка, свекрва и така. Што најчесто подарувате? Без разлика, не знам. Цвеќе обично. И двата големи трговски центри во градот, Ремол и Палма Мол, по повод празникот на жената предлагаат одлични идеи за подароци, голем избор на производи со промотивни цени и акции. Специјални понуди имаат и брендовите кои се застапени во овие центри. Трговскиот центар, Прима центар и маркетот Веропак нудат специјални цени за козметика, парфеми и производи за лична хигиена. Инаку, освен подароците кои што се неизбежен дел од денот на жената, важно е да се знае дека токму на 8 март се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Во Центарот за култура во Гостивар започна со работа балетско училиште. Наменето е за деца од 6 до 12 годишна возраст, со кои ќе работи професионален балетски тренер. Првата група девојчиња денес отпочна да ги изучува основите на класичниот балет во новото балетско студио во Центарот за култура во Гостивар. На првиот час, идните гостиварски балерини учеа правилно држење на телото, ритмички движења со рацете и нозете и други вежби. Балетското училиште го води професионална балерина, која со децата ќе работи секоја сабота. Значи ќе се одржува ритмичко-танцова уметност со основа на класичен балет. Значи ќе ги изучуваме придобивката на класичниот балет, на правилно држење на телото, исправен грб, правилен од, координација на просторот, во просторот и најважно, може би и не, дружба со децата. За да профункционира балетското студио по сите стандарди, Гостиварскиот центар за култура претходно подготви и опреми соодветна сала. Се работи за просторија на првиот кат од старата библиотека. Ние веќе сме спремни, според стандардите кои ги добивме и упатствата од балетската школа, значи висина на шипки услови, патосот и све останато што треба да биде како инфраструктура на едно балетско студио. И верувам дека младите граѓани, младите мои сограѓани од Гостивар ќе имаат интерес за нешто што се вика класика, култура и традиција. Училиштето по балет е наменето за деца на возраст од 6 до 12 години. Уписите се во тек и заинтересираните може да се пријават во Центарот за култура. Балканската мигрантска рута се прекршува на македонско-грчката граница. Дали Македонија и Грција ризикуваат да станат жртви на можно решение на проблемот со мигрантите во Европа, анализира Радио Слободна Европа во својата видеотема. Овој пат за Грција и Македонија во мигрантската криза. Грција сигурно сака што побрзо да заборави минатата година, но и ова по се изгледа ќе биде исто толку лош. Овој пат за Атина проблемот не е финансиски, туку физички, иако и економијата не е во многу добра состојба.
Сега Грција, како и нејзините први соседи, ризикува да стане жртва на можното решение на проблемот со мигрантите во Европа. Ако мигрантите не можат да бидат стопирани да влегуваат во Грција преку Турција од една страна, и ако мигрантите од Грција нема да ги пуштат натаму во Европа поради сите драматични политички проблеми што тие ги предизвикуваат, тогаш можеби решението е да се изгради ѕид околу Грција. За воѓа на вистината, ниту Брисел, ниту Берлин не го сакаат тоа, барем не за сега. Ова се наведува во анализата на Стратфор, во која се додава дека германскиот канцелар Ангела Меркел се уште се надева дека ќе го реши проблемот со Турција, кој е еден чекор поблиску до коренот на целиот проблем Сирија. Чамци на НАТО се распоредени во водите меѓу Грција и Турција во друг обид да помогнат во решавањето на проблемот. Но напорите да се запираат и враќаат чамците со мигранти во Турција се усложнети од фактот што Грција и Турција имаат лоши односи и територијални спорови на Егеско море. Тоа всушност ја спречува соработката меѓу крајбрежните стражи на двете земји. Грција се противи на испраќање луѓе на Фронтекс за да помогнат околу мигрантите во Македонија. Како и Турција, која моментално има отворени проблеми на трите нејзини главни граници, така и Грција се соочи со можноста за затворање на нејзините граници. Додека Брисел и Берлин гледаат безмокно на обидите на Виена и на земјите на така наречената Балканска рута, сите страхуваат од подобрување на временските услови, но и од евентуалните неуспешни напори на НАТО да ги изолираат шверцерите на луѓе на Егеско море. Овие земји, особено Македонија, Бугарија и Албанија, се географски многу важни, бидејќи се на границата со Грција. Бидејќи согласноста е постигната без одобрување од Европската унија, влијанието на Брисел и Берлин е ограничено. И самото намалување на порозноста на северната граница на Грција предизвика преплавување со десетици илјади луѓе, заглавени не само на границата и островите, туку и во грчките градови. Бидејќи станува збори за европски проблем, има наводи дека се водели разговори од типот пари за мигранти, според што Унијата ќе прости некои долгови на Грција за во замена сместување и сортирање на мигрантите и бегалците. Грчкиот премиер Алексис Ципрас дури се закани дека нема да ги почитува одлуките на Европската унија, најавувајќи дека Грција ќе си изгласа собствени закони во обид да ги натера северноевропските земји да се зафатат кон конечно решавање на проблемот. Во меѓувреме, неговата немоќ на Балканот беше најасно видена кога беше принуден да го отповика грчкиот амбасадор во Виена, како знак на протест поради напорите што ги предводи Австрија. Грчката ситуација е мрачна. На исток силата на мигрантскиот бран и НАТО му е голем и во рацете на еден стар и непопуслив противник Турција. На север, главниот излез на мигрантите е блокирано од земјите кои действуваат според нивните собствени интереси. А Европската унија и Берлин, каде што Атина се уште ги полага нејзините надежи, изгледаат немоќно. Грција се уште се држи до идејата дека Европската унија ќе може да ја купи Турција за да го стопира приливот или да ја убеди Австрија да не ги собира балканските земји, па дури и да ги раздиша надежите на тие земји за членство во Унијата. Како и да е, на Грција многу наскоро ќе требаат позитивни вести. Балканската мигрантска рута се прекршува на македонско-грчката граница. Договорот за гранични рестрикции на земјите на таа рута доведе и до тензии не само меѓу мигрантите и полицијата. Доколку бројот на мигрантите се зголемува, е можно влошување на состојбата. Затоа, според македонските експерти, најважно е Македонија и Грција да продолжат да соработуваат. Бројките сериозно зголемување на бројот на мигрантите и бегалците секојдневно стигаат од соседна Грција, земјата која е прва од членките на Европската унија на која стапнуваат раселените од Блискиот Исток и Африка. Ваквата ситуација го зголемува притисокот на македонската јужна граница по одлуката на Австрија да прима дневно ограничени квоти со што и Македонија го намали приемот. Ова е најлошото сценарио што може да се случи, а со зголемувањето на бројот на бегалци и мигранти можни се повторни обиди за насилно уривање на оградата, вели професорот Трпе Стојановски. Еве ова што го видовме деновиве е добар пример или добро сценарио на можни нови ризици, со тоа што доколку тој број на бегалци се акумулира и се мултиплицира, сигурно дека ова сценарио што го видовме сега, исто така ќе го видиме во некоја мултиплицирана форма. Значи, тоа се тие можни ризици или можни лоши сценарии. Меѓутоа, станува збор за човечки судбини и оваа ситуација
веројатно малку поинаку ќе се спроведува во реалноста отколку оние проекции кои што ги имале во предвид раководителите, полициските директори, политичарите кога заговарале какви мерки ќе може да се етаблираат во овој регион, вклучително или почнувајќи од Република Македонија и северно преку земјите од Балканската рута до Австрија. Целата криза е всушност пренасочена на границата меѓу Македонија и Грција, двете земји кои претходно имаа сериозно обременети односи поради реценискиот проблем за името. Поради тоа соработката беше во некаков вид хибернација, вели Стојановски, кој додава дека ваквите предизвици носат сериозен ризик и заради тоа е особено важно да се има контрола. Според него, најважна сепак е улогата на Европската Унија, која треба да најде заедничко решение што е можно поскоро, бидејќи интензичната состојба може да се радикализира за неколку дена. Меѓутоа, во една таква ситуација, сите овие моменти на, би рекол, затоплување на политичките релации и некаде од почетокот на есента минатата година, од почнување на контакти помеѓу полициските служби од двете страни, од македонски и од грчка, кое што видовме дека во последно време резултираше и со состанок на високо полициско ниво помеѓу директорите на полициите, се моменти кои што треба да бидат негувани и без оглед на ситуацијата, тој канал на размена на информации е од корист за двете страни. Не би требало тоа да прекине. Иако на двете соседни земји им е тешка соработката, хуманитарните работници од двете страни на границата со месеци се во координација, но предупредуваат дека тие само им го леснуваат патот или престојот на луѓето, но политичарите се оние кои треба да најдат решение. Состојбата е се посериозна и на северната граница, откако дел луѓе беа вратени од Хрватска па се најдоа во Табановце. Центар кој е само прифатен и служи за престој од неколку часа, а не со денови, како што е сега случајот. Илјадници граѓани предводени од председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров денес одржаа мирен протест пред МВР и бараат оставка од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Според нив, Спасовски бил должен да направи се што е во негова надлежност, да го спречи сквернавењето на камен темелникот за крст во Бутел од страна на граѓани предводени од ДУИ. Тодор Петров во обраќањето пред граѓаните рече дека иако се здобил со потрес на мозок по поставувањето на камен темелникот за крстот во Бутел, смогна сили да даде поддршка граѓаните масовно денес да излезат на протест. Функционерите на ДУИ денес го напуштија местото каде треба да се гради крстот, поради денешниот ден за Душница и големата фреквенција на население во населбата Бутел, каде се наоѓаат православните гробишта. Во јавноста се појави лажна вест дека владата е поништила одлуката за градење на крст, но владиниот портпарол соопшти дека нема донесено такво решение. Од денеска младите до 27 години имаат можност без пари да патуваат со воз 2 викенди месечно, односно секој прв и трет викенд во месецот. Надлежните очекуваат студентите најчесто да ја користат оваа можност, бидејќи често патуваат од внатрешноста до главниот град и обратно. Стотици луѓе протестираа пред просториите на весникот Заман во Истанбул, Турција, откако судот донесе одлука за именување нови менаџери. Тоа значи дека владата ја презема контролата врз весникот, гласат критиките. Полицијата употреби водени топови и солзавец за да ги растера демонстрантите, кои извикуваа дека слободниот печат не може да биде замолчен. Овде сме да ја браниме демократијата и слободата, да ги браниме нашите основни права. Луѓето од цела Турција треба да ни се придружат, апелираа демонстрантите, но полицијата без оглед на хаотичните сцени навлезе во редакцијските простории. Уредништвото на англиското издание на весникот Заман остро ја осуди постапката, обвинувајќи ја владата за кршење на уставот. Владата тврди дека весникот го поддржува влијателниот противник на председателот Ердоган, Фетулах Ѓулен, кој се наоѓа во Соединетите Американски држави. Околу 4,4 милиони словаци денес избираат нов парламент. Фаворит на овие избори е владеачката партија Смер,
односно социјална демократија на актуелниот премиер Роберт Фицо, кој според претходните анкети на јавното мислење ќе го изгуби апсолутното мнозинство во парламентот. Тој ја водеше својата изборна кампања пред се со остро противење на приемот на бегалци. Словачка исто така не ги прифати квотите на Европската комисија за прием на бегалци во земјите членки на ЕУ и поднесе тужба против ваквата одлука на Европскиот суд на правдата. Билбордите на партијата Смер порачуваат: ние ја штитиме Словачка, а партискиот лидер ја користи секоја можност за да говори против имиграцијата. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури се движеа од 2 до 6, а дневните од 7 до 14 степени. Утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува на повеќе места умерен повремено засилен јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од 3 до 7, а дневните од 9 до 17 степени. Тука е крајот и на ова издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно!